Почитувани медиуми, добар ден на уште една редовна пресконференција во Стопанската комора на Македонија. Темата преку активностите на Советот на странски инвеститори до подобро деловно обкружување. За таа цел на оваа пресконференција ќе говори господин Штефан Петер, председател на Советот на странски инвеститори при Стопанската комора на Македонија. Поверете. Thank you very much. Welcome everybody to Foreign Investors Council press conference. Благодарам сите, добре дојдете пред се на пресконференцијата на Советот на странски инвеститори. Important things are also ongoing in our country and in our economy. Многу важни работи се случуваат во нашата земја, што значи и во нашата економија. And I want to present you today the recent developments through the activities of the Foreign Investors Council for better business environment. Денес сакам да ви ги прикажам, да ви ги представам последните придвижувања во поглед на бизнес окружувањето од аспект на Советот на странски инвеститори. First of all, I want to introduce you with our Foreign Investors Council business catalog. Најпрво сакам да ви го представам нашиот најнов бизнес каталог на Советот на странски An инвеститори. important objective of the Foreign Investors Council is to increase the level of cooperation between the foreign investors and the local suppliers in the country. Важна цел на овој каталог е да го зголеми нивото на соработка помеѓу странските инвеститори и локалните добавувачи од земјата. Taking this objective as a starting point, the Council today publish the second edition of the business catalog of the FITS company members of 2019. Имајќи го во предвид, Советот на странски инвеститори ја објавува своето второ издание на овој бизнес каталог на Советот на странски инвеститори 2019. This business catalog is an integrated database with around 130 member companies of the Foreign Investors Council. Овој бизнес каталог е интегрирана датабаза која сочинува 130 компании кои го сочинуваат Советот на странски инвеститори. And it provides a brief description of the companies, of their main activities, their contact details, and a detailed description of the products and services which they provide. Има кратко објаснување за самите компании, за главните активности кои ги обавуваат тие компании, нивните контактни информации и детално објаснување за оние активности кои тие ги прават. The brochure exists in written, but of course it is also available in electronic form, and it will be published on our website www.fs.mk. Самата публикација ја имате во писмена форма, меѓутоа истата ќе биде објавена и на нашата веб страна www.fits.mk. And it's foreseen to serve as a useful tool for the domestic suppliers, but also for our partners and associates of the council member companies. И е предвидено да послужи како една алатка за компаниите кои се локалните добавувачи тука во Македонија, меѓутоа исто така и за нашите партнери во рамки на Советот на странски инвеститори. Second topic, I want to introduce you with the establishment of an association for foreign companies with technological advanced production within the Foreign Investors Council. Второ нешто за кое сакам да говорам денеска, тоа е основањето на нова асоциација во рамки на Советот на странски инвеститори, која ја сочинуваат компании со технолошко напредно производство. Meaning at the last constitutive session held on last Friday, the Association of Foreign Companies with Technological Advanced Production within the Foreign Investors Council was established, which will represent and advocate the specific interests of its members. Основачката конститутивната седница се одржа последниот петок на 30 ноември 2018 година, каде што оваа асоциација на технолошки напредно производството во рамки на Советот на странски инвеститори беше основана и истата е со цел да ги представува и да се залага за интересите на незините членки. The initiative for formation of such a body came from several foreign investors from the free economic zones, with the aim to gather in one place all FDIs located in the so-called tiered zones, the technological industrial development zones, in industrial zones in order to formalize their single voice and their needs of communication with the state institutions. Самата иницијатива дојде од компаниите кои се наоѓаат во технолошко-индустријските развојни зони и практично представува еден вид на нивно формализирање преку создавање на единствен глас на овие компании пред главните стейкхолдери во земјата.
Victor Mizo from the Coastal Company, General Manager of the Coastal Company, was elected as their spokesman of the association, and his deputies are Sonja Stefanovska from Bauma, Chatin Draka from Dura Automotive, and Bojan Borazanov from Aptiv. Виктор Мизо од Костал беше избран за председател на асоциацијата, додека Сонја Стефановска од Баумер, Чатин Таркар од Дура Automotive и Боријан Борзанов од Аптив беа избрани за негови заменици. In accordance with the adopted working plan in the forthcoming period, the key priorities and objectives will be identified in order to improve the operations of the foreign companies from the free economic zones in terms of increasing the predictability of the business environment and other aspects as of interests of the member of the association. Во согласно со усвоениот работен план на оваа седница, главните приоритети и цели кои ќе бидат пред нив во наредниот период е зголемување на предвидливоста на бизнес околината и другите аспекти на кои ги опаќаат членките на оваа асоциација. The third point which I want to share with you from our activities is the second edition of Spend a Day with Macedonia's leading CEOs, organized by the Foreign Inventors Council under the patronage of the President of the Republic of Macedonia, Dr. George Ivanov. Третата точка за која сакам да говорам денеска е второто издание на проектот Ден со извршните македонски менаџери, кој втора година поред е организиран од Стопанската комора на Македонија, односно од Советот за стански инвеститори при Стопанската комора, под покровителство на неговата екселенција доктор Георги Иванов. It follows the concept of the first edition, and the main objective of the program is that 10 young and ambitious students from Macedonia to spend one whole day shadowing one of the most successful leading CEOs of Macedonia and getting the rare possibility to see how a working day of a top manager could look like. Она што е главна цел на овој проект, а тоа е неколку амбициозни луѓе и таленти од Македонија да поминат еден ден со македонските успешните македонски извршни менаџери, од каде што ќе можат да добијат една ретка можност да видат како функционира нивниот работен ден и практично да учат во рамките на тој процес. It will be done in the next half a year, and we have 5 CEOs. Despite the ones from the last year from Evenakom, Angel and ArcelorMittal, we have 2 new CEOs from Ramstor and TAF Airports, and we're very glad about our member colleagues that they participate in this successful project. Истиот проект ќе се одвива во наредната половина година и покрај досега веќе компаниите кои земаа учество, а тоа се Evenakom, Angel и ArcelorMittal, дополнително во програмата ќе земат учество и нашите колеги од TAF аеродроми и од Ramstor. And finally, as our fourth point, and the major activity which we have during the year is the publishment of our White Book 2018. И конечно, четврта точка за која сакам да зборувам денеска, тоа е една од главните активности која ја имавме во текот на оваа година, а тоа е публикацијата на новото издание на Белата книга 2018. For us, it's the most important event during the year to promote this White Book edition, and the promotion will take place on the 12th of December in the Economic Chamber, starting at 12. Ова е едно заокружување на оваа година која имавме досега, односно работата која ја вложиме во текот на годината. Токму затоа го објавуваме настанот кој ќе се одржи во Стопанската комора на Македонија на 12 декември со почеток во 12 часот, каде што ќе направиме официјална промоција на Белата книга 2018. Of course, you're all invited to participate together with the state authorities, business community, and other international institutions. And we will have high governmental officials, so I'm glad to say that the President of the Government of the Republic of Macedonia, Mr. Zoran Zaev, had already confirmed his participation. Секако дека сите вие сте поканети на овој настан, како и представници на владини и невладини институции и сите релевантни стейкхолдери. Она што со гордост сакам да го изјавам тука, тоа е дека веќе председателот на владата на Република Македонија, господинот Зоран Заев, го потврди своето присуство.
What the White Book does, it provides an overview of the current economic situation and offers a set of priorities and measures for easy of doing business in specific business areas in order to stimulate more dynamic investments for the foreign capital in the country. Она што ние го правиме преку белата книга е овозможување на еден преглед на моменталната економска ситуација, но дополнително и нудиме на сет мерки кои што ќе помогнат во улеснувањето на преформирањето на бизнисот во Република Македонија, се со цел да се стимулираат повеќе динамични инвестиции од странски земји во нашата земја. The biggest difference to other papers about doing business in Macedonia is that this paper is created by the members, by the Macedonian people who really work in the companies, in the foreign investors' companies, and they have created this booklet. Најголемата разлика помеѓу белата книга и останатите слични публикации е тоа што во учествувањето, односно во креирањето на оваа бела книга учествуваа луѓето кои директно се засегнати со проблемите, односно кои работат во оваа бизнис околина и практично тие ја напишаа белата книга. We have chaptered it in five working groups, and this is the working group for human resources, for property regulations, for legal and administrative matters, for tax and finance, and for health, safety and environment. Истата е поделена, белата книга е поделена во 5 главни точки, и тоа човечки ресурси, имот, односно регулирање со имот, правни и административни работи, даноци и финансии и здравје, безбедност и околина. It has 118 pages, but you don't have to read it all. You can see the recommendations highlighted, and I will give you a summary on the 12th of December. Има 118 страни, меѓутоа вие не мора да ја читате целата книга, туку да ги читате само препораките, а јас ќе ви дадам краток осврт за истата на 12 декември. So I hope to see you all there and thank you for today. Се надевам дека ќе ве видам сите таму и ви благодарам за денес.